Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денес беше во посета на СВР Тетово, каде оствари средба со раководствата на секторите. Романот Црна од тетовската писателка Славица Дабевска-Чировска вчера вечер свечено беше промовиран во Тетово. Двата града во Полошко ќе имаат скромно новогодишно украсување, за да се заштеди. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денес беше во посета на СВР Тетово, каде оствари средба со раководствата на секторите од западниот дел на земјава. Со цел согледување на сработеното, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска го посети секторот за внатрешни работи Тетово во Тетово. По средбата со раководствата на СВР Тетово, СВР Охрид и регионалниот центар Запад, Спасовски изјави дека безбедносната состојба во регионот е на задоволително ниво. Согласно презентираните показатели, безбедносната состојба на подрачјето на надлежност на СВР Тетово, СВР Охрид, регионалниот центар Запад е поволна и на задоволително ниво, што е особено важно за граѓаните од западниот дел на Република Северна Македонија, но и во рамки на генералната оценка за безбедноста во државата. На територијата на СВР Тетово во периодот јануари-ноември 2022 година, споредбено со истиот период во 2021 година, вкупниот криминалитет бележи намалување за 7%. Она што посебно сакам да го истакнам и што без друго охрабрува е дека севкупната ефикасност во откривачката функција годинава е значително зголемена и се движи околу 78%, што е посебно важно како резултат за СВР Тетово. Позитивниот тренд во 11 месеци годинава присутен е и во делот на областа, од делот на сообраќајот. Во овој период санкционирани се 24.304 сообраќајни прекршоци, од кои што најбројни се за брзо возење 3.602, а за одбележување е и податокот дека е намален бројот на сообраќајни несреќи за 3%, што се должи на континуираните акцијски контроли реализирани во и надвор од населените места, и тоа не само дење, туку и во ноќните частови, со користење на така наречени ноќни радари. Позитивните резултати се забележани во откривањето и санкционирањето на лица инволвирани во неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, како и во областа на јавниот ред и мир. Денешната посета беше во рамки на планираните посети по секторите за внатрешни работи и регионалните центри низ државата. Министерот Спасовски денеска во Тетово, зборувајќи за електронските дојави за бомби, рече дека дел од пораките кои што се пратени се исти со оние кои ги добиваат и земјите во регионот. Тој потенцираше дека е важна присебноста и брзата реакција. Важно е да бидеме присебни, да брзо реагираме, и тоа го прави македонската полиција во секој еден момент. Целта е таа да се постигне страв, несигурност, паника, да се трошат институциите, да се рушат политичките власти во државата. Меѓутоа ние на тоа успешно се спротивставуваме и ќе се спротивставуваме. Постојано се работи, формиран е посебен штаб во рамките на Министерството за внатрешни работи, оддел за организиран криминал, оддел за сајбер безбедност и компјутерска форензика, јавното обвинителство за организиран криминал, заедно со сите меѓународни партнери во целиот овој дел, за да дојдеме до решение, односно да се изнајде механизам, и затоа практично и очекувам да се свика и советот за координација, на која што ќе разговараме од аспект на националната безбедност, бидејќи тука мора да се вклучат и Агенцијата за национална безбедност и другите институции кои што се значени во овој дел, бидејќи ако дојавите се најава за тероризам, тогаш сите треба да се вклучиме во таа борба за да дојдеме до стабилизирање на состојбата.
Вршителот на должноста председател на Алијансата за албанците Арбен Таравари денес одржа пресконференција на која се осврна на укинувањето на пресудата за случајот Таргет Тврдина од страна на апелациониот суд Скопје. Правосудниот систем веќе е во агонија, а државата капитулираше пред криминалот и корупцијата. Враќањето на нула на случајот на Мијалков за масовно прислушкување на граѓаните на земјава е најдобар доказ за тоа. Образложението дека се направени остапки во прв степен само ја докажува организираната криминална мрежа во правдата, каде основните судови намерно прават остапки за да му дадат алиби на апелациониот суд да ги поништи одлуките. Тоа го овозможува заробеното судство од владеачките партии и кои се криминализирани во срж. Во Република Македонија повеќе нема правна сигурност и независна правда. Институциите на чело со председателот на државата дезертираа од борбата против корупцијата и јавно кажуваат дека немаме капацитет за ветинг. Единствената надеж е дека сад ќе започне некоја терапија, и тоа шок терапија, почнувајќи од воведување на американската црна листа за отстранување на сцената на корумпираните актери од политиката и правосудниот систем. Значи, покрај корумпираните политичари, мора да се исчисти и правосудниот систем од шумата на корупција. Дополнително, итно е потребно целосна реформа на правосудниот систем. Ова го вклучува законот за проверка на судиите и обвинителите, формирање на специјални судови против корупција и организиран криминал, создавање на совет за судски назначување и високиот инспекторат за правда кој ќе биде одговорен. Во овие институции мора да има меѓународни комесари. Амбасадорке Агелер, нашите граѓани сега гледаат на американската амбасада како единствена надеж за промена на катастрофалната состојба во која оваа влада го доведе нашиот правосуден систем. Во Алијансата на албанците ќе најдете партнер целосно посветен на оваа кауза, од која зависи иднината на оваа земја и на новите генерации кои на крајот повеќе не гледаат причина да останат тука за да придонесат за развојот на оваа држава. Романот Црна од тетовската писателка Славица Дабевска-Чировска вчера вечер свечено беше промовиран во Тетово. За делото зборуваа председателот на Друштвото на писатели Христо Петрески и писателот Гоце Ристовски. Романот Црна на авторката Славица Дабевска-Чировска вчера вечер свечено беше промовиран во Тетово. Концертната сала во Тетовското средно музичко училиште беше премала да ги собере сите кои покажуваат особена почит кон ликот и делото на Дабевска-Чировска. Главната хероина Црна оживеа преку зборовите на промоторите на делото, а не изостанаа и пофалните зборови кон авторката за незината голема љубов кон пишаниот збор, незината автентичност и оригиналност во пишувањето. Значи го Црна, течат на станите, книгата за вас ќе биде задоволство, кога ќе ја прочитате, ќе почувствувате радост, ќе го препознаете Тетово, ќе се препознаете себе си. Мене посебно ми беа интересни тие сегменти, тие делови што се однесува на наставниците, на учениците. А тоа, Славица, најизворно, најавтентично го има пишано и веќе подолго време работи со децата, работи како што слушаме предно по образовниот систем. Ретки се луѓето како Славица. Јас велам, може некој да е добар писател, да е добар сликар, добар музичар, ама џабе му ако не е добар човек. Овде ние имаме еден вистински спој на поет и прозаист, значи на писател, слушнавме со афинитети за музиката и сликарството, но еден извореден човек. Ретки се ваквите луѓе како неа со толку нежност, толку топлина, толку срдечност. Ја гледат и самата кога се ракуваше, се топи од среќа што и дојдовме вече до овде. И ова е најмалку што ние можеме да направиме за
ова ретка личност. Писателот Гоце Ристовски во неговото обраќање пред присутните не наврати во минатото во времето кога се одвива действието на романот Црна и накратко го оживеа ликот на Црна, главната хероина на романот. Во овој реалистичен роман главен лик, но исто така и насловен лик е Црна, млада девојка, која што ја следија точната од средношколските денови па до запишувањето на факултет. Избрано едно прекрасно символично име. Има една латинска поговорка што секако сите ја знаете, вели во името е знак. Писателката Славица Дабевска-Чировска по професија е наставник, а веќе долго време гаи љубов и кон пишаниот збор. Покрај романите Зелениот капут и неговото продолжение Црна, авторката има напишано и 4 стихозбирки, а во иднина се надева и на издавање трилогија под името Јапонски цреши. Двата града во Полошко ќе имаат скромно новогодишно украсување. За да се заштеди, во Тетово ќе биде накитен само плоштадот, додека во Гостивар ќе бидат употребени ланските украси. Во пресрет на празниците, граѓаните сакаат новогодишна атмосфера во местото каде живеат. Градот да биде украсен за да се почувствува празничен дух, особено поради радоста на најмалите, откако неколку години бевме затворени поради ковид пандемијата. Треба ли да има новогодишно украсување? Да. Зошто? Па, за да биде поубаво, како зашто да биде поубаво, пофино расположението на луѓето да се зголеми малку. Ама како што гледаме, ништо ќе нема. Па како не мора да има? Би требало. Ба не мора кој знае колку, скромно да биде. Да се знае, самите дуќани украсува, меѓутоа градот колку гледам не е украсен. Да, така ради деца да прошеташ атмосферата подобро. Па да ти кажем би требало мало. Не мора кој знае колку, али е убаво градот да биде весел. А доста бевме 3 години затворени и сега би требало. Фрляме пари за други работе. Би требало. Во Тетово само плоштадот ќе биде новогодишно украсен, а за време на празниците ќе има јавно осветлување, кое периодов е подложно на рестрикции поради енергетската криза. Значи, за жал нема да се украсува, но сигурно нема да останеме во мрак. Дадов налог, иако има одлука на Советот за да има штедење на електрична енергија, тие денови, значи во текот на празниците, да нема да не бидеме во темнина, да има осветлување во текот на целата ноќ. Исто така има некои предлоги да се среди плоштадот, но кога ќе имам конечен предлог и тоа ќе го презентираме. Значи нема да биде осветлен градот, но сигурно дека ќе има можност граѓаните да уживаат во новогодишните празници. Гостивар за да заштеди средства ќе кити со украсите кои веќе ги има. Општината планира и неколку настани со кои ќе се одбележат новогодишните празници. Оваа година одлучивме да не трошиме пари, имаме украси од минатите години, нешто ќе употребиме од тоа, колку да има малку за да се радуваат децата. Инаку не сме отвориле тендер за украсување, мислевме дека е година која што помина со голема криза и да се обидеме, не е огромна сума на пари, меѓутоа колку што можеме да заштедиме. Денот на општината е 23 декември, тој ден имаме настан, во кој што традиционално се избира граѓанин на годината, најдобри и најуспешни гостиварци за таа година. Има одредени други активности кои што се организираат од невладини организации заедно со општината. Се надевам дека ќе биде интересно, а ние како општина традиционално секоја година со пакетчиња го славиме тоа во заеднички ручек со мене и одредени сектори од општината со деца со посебни потреби. И тоа ни е најубавиот ден пред новата година. Одсечени неколку мавровски села по последните врнежи од дожд. По обилните врнежи кои го зафатија регионот, особено ноќта помеѓу 14 и 15 декември на територијата на општина Маврово и Ростуше, во местноста Рибнички мост, патот е целосно пресечен. Од надојдените води на Рибничка река однесен е патот околу 5 метри должина пред мостот. Градоначалникот Медат Куртовски информираше дека случајот е пријавен во Центарот за управување со кризи Гостивар.
До оштечението низ долнореканскиот регион Радика на неколку места излезе од коритото, но нема направено материјална штета. Има оштетување на локалните патишта предизвикани од притоките на река Радика. Екипите на општината излегле на терен со механизација од страните се сите наноси. На повеќе места на регионалниот пат сообраќајот беше отежнат од лизгање на земјиште и поголеми камења, особено во близина на Бигорски манастир. Македонија пат секција Дебар во текот на денот ја санира состојбата. Имало и прекин со снабдување со електрична енергија во селата Жировница и Врбјани од 8 до 15 часот кога бил отстранет дефектот, информираше градоначалникот Турковски. Приведени 2 лица од Тетовско поради приредување игри на среќа без дозвола. Во продолжение останатите информации од полицискиот билтен. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 22 часот и 30 минути лишиле од слобода 32 годишникот Тетовско Јанчиште и 38 годишникот Тетовско Подбреѓе поради сомнение дека сториле кривично дело приредување игри на среќа без лиценца, односно дозвола од надлежан орган. Казниво по член 156 од Законот за игри на среќа и забавни игри. Во акцијска контрола реализирана вчера во 2 ВЛТ клубови во Тетовско, Раутинце и село Јанчиште, спроведена во содејство со Управата за јавни приходи, откриена е нелегална веб платформа со листа од 370 корисници. Двете лица се сомничат дека на оваа платформа креирале кориснички имиња и им ставале кредит за обложување, а корисниците за добиените кредити им плаќале во готовина. При контролата од двете лица биле одземени предмети поврзани со делото. Инаку во акцијската контрола во Раутинце и Јанчиште биле затикнати и 3 малолетни лица во просториите за игри на среќа, од кои едно како вработен. ДС и ЗС се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера пак околу 9 часот и 45 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода едно лице од Тетово и едно лице од Тетовска Мала Речица, затоа што кај нив била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 12 часот и 15 минути на улица 120 во Тетово привеле 51 годишна жена од Република Бугарија поради сомнение за престојување спротивно на целта, односно за сторен прекршок по Законот за странци. Бугарската државјанка е задржана во полициската станица Тетово за натамошна постапка. 51 годишен гостиварец вчера во 14 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 12 часот и 30 минути во близина на бензинска пумпа во Тетовско Жеровјане бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вечерва во 20 часот на телевизија Кисиме Нада ќе емитуваме емисијата Актуелни разговори, во која гостуваше Максим Димитриевски, актуелен градоначалник на Куманово и промотор на Сдруженијето за заедничка иднина. Репризата е утре во 17:30. Јас ги почитувам луѓето единствено по тоа дали се добри или лоши, лојални или нелојални кон државата. Одредени демократски придобивки во една држава треба да се почитуваат, но сите ние имаме и права, но првенствено имаме и обврски кон државата. Значи, колку ќе дадете, толку ќе ви се врати по пат на инвестиции. Прашањето на граѓаните не има проблем да платат. Прашањето е дали тоа што ќе го платат ќе се реинвестира за нивната општина, за нивната држава, или ќе биде злоупотребено и украдено, проневерено од страна на некој репрезент кој што го имаат избрано. Затоа денеска имате се почесто состојба во државата да ви заменуваат младите генерации особено, но видите заменуваат и од делот на социјалните средини, но првенствено и добро ситуирани луѓе. Зошто? Затоа што не сакаат да живеат во несреден систем. Ние мораме да изнајдеме начин да живееме во една поорганизирана, поуредена и правна држава во суштинска смисла на зборот. Видејќи и сега, вие можете во Македонија да избркате се, но никогаш правда.
Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.